Човековиот биолошки начин на живот е детерминиран. Тоа значи ограничен и неслободен. Уште од самото раѓање, подобро речено, можеби уште од самото зачнување во утробата на мајката, човекот веќе учествува во смртта. Затоа и смртта ќе му биде најголемиот негов непријател. Но со тоа што последната реченица за човекот ја дава смртта, со тоа се покажува дека крајно, екзистенцијално, значи, човекот е неслободно битие. Желбата пак за слобода евидентно се покажува во животот на секој човек. Секој сака да биде слободен, и тоа максимално и апсолутно, ако е можно секако да биде ослободен и од најголемиот непријател, а тоа е смртта. Особено во времето на пубертетот, кога екзистенцијално се развиваат токму тие пориви за апсолутна слобода кај човекот, пубертетлијата ќе биде спремен се да остави од својот биолошки живот, само да ја здобие таа слобода. И не се наивни така прашањата во таа возраст, кога детето ги поставува на родителите: зошто си ме родил? Ме прашал мене некој дали сакам да бидам роден? Тоа воопшто не се наивни прашања, туку се прашања од длабочината на екзистенцијалната свест кај човекот, затоа што токму таја длабочина на екзистенцијата човекот сака да биде слободен. Но може ли да биде слободен кога се раѓа во смртта? Може ли да биде слободен, со други зборови, во биолошкиот начин на живот? Биолошкиот начин на живот предпоставува еден редослед на движење на настаните, но сепак последната станица е смртта и распаѓањето. И таа останала непобедлива на личносен план до денеска. Човекот секако се обидува да најде замена за да го задоволи тој екзистенцијален порив да ја надмине смртта и смета дека со продолжување на врстата ја победил смртта. Но на личносен план се покажува една трагедија на таквото размислување. Бидејќи личноста која бара да биде апсолутно слободна, не се задоволува со тоа да се продолжи биолошкиот начин на живот преку идните поколенија. Личноста сака таја да биде оригиналот кој ќе продолжи да живее во вечноста. Значи, не да се продолжи биолошката врста, не со тоа да се продолжи биолошкиот опстанок и да се мисли со тоа дека смртта е победена, туку да се продолжи, ако е можно, личносниот карактер на животот, односно да се продолжи апсолутноста и оригиналноста на секоја личност во вечноста. Тоа се барањата на личноста. Но биолошкиот начин на живот, во кој се раѓаме за смрт, не може да ни го обезбеди тоа. Затоа што биолошкиот начин на живот не може да ја победи смртта на личносен план. Уште многу рано философите се обиделе и сакале да најдат начин како на личносен план да ја победат смртта. Затоа што смртта представувала голема трагедија
уште од почетокот на човештвото, уште од Адама. Човекот се обидувал да најде лек против истата. Затоа се развивала и философијата, се развивали и религиите, како обид да се стигне до Бога, а тоа значи да се стигне до вистинската слобода во вечноста, да се надмине смртта, да се уништи тој последен човеков непријател. Многу од обидите на философите, па и на религиите, завршувале со неуспех. Може би едно од тие философски размислувања, кое евидентно се впечатило во свеста на луѓето, па дури и до наше време, е обидот на Платона да ја надмине смртта преку неговата идеологија. Гледајќи и поучен бивајќи од претходниците, философите пред него, кои го иследувале тоа прашање, Платон видел дека во биолошкиот начин на живот не може да се најде решение кое ќе ја уништи смртта. Го следел философскиот тек на настаните пред него и увидел дека се тече, се менува, дека реката не може два пати да биде во исто место и дека не е можно по тој начин на биолошко движење на настаните во светот да се стигне до некоја статична положба во која ќе може да се каже дека ќе нема веќе промена, а тоа значи дека ќе настапи вечноста како една состојба која ја уништила смртта. Затоа бара едно друго решение и го воведува она познато негово царство на идеите, веќе не само светот на идеите. Тој постои во нематеријален облик и по тој свет се создава овој материјалниот свет. Идеите се тие кои му се наметнуваат на Платоновиот демиург да го создаде овој свет. И покрај тоа што овој свет има недостатоци, сепак е најубавиот можен свет. Затоа што врвната идеја која се наложува над сите други идеи е идејата за доброто и убавото. Во грчката митологија Зевс е врховен бог, но сепак е оженет за Темида, која е богиња на правдата, и со тоа се сака да се покаже дека дури ниту врховниот бог не е апсолутно слободен, затоа што треба да поднесе некакви сметки пред правдата. Истото тоа се случува и во царството на идеите на Платона. Врховната идеја е идејата за доброто и убавото, и нејзе и се подчинети сите други идеи. Што значи врховен закон е законот за доброто и убавото, но со тоа што има некаква законитосна подреденост во тие идеи, со тоа се покажува дека нема апсолутна слобода во тоа царство на идеите. Односно, има некаква ерархија која не дозволува апсолутно да се создаде прво еден свет по волјата на тој што го создава, туку мора да ги почитува тие законитости во царството на идеите. Она што е важно сепак за слободата човекова е, овде на земјата конкретно, е тоа дека според Платона
Душата, која се поврзува секако со идејата, овде се наоѓа како во еден вид на затвор во телото, и според Платона треба што побрзо да се изоди оваа историја и да се врати повторно во царството на идеите, за тука да се надмине најголемиот човеков непријател смртта и дури таму во царството на идеите да бидеме слободни. Но таквата философска теорија на Платона има еден голем недостаток. Таа повторно не дава одговор за интегралната победа над смртта. Човекот како душа или како идеја, по таквиот начин на теоретизирање Платоново, може да ја победи смртта. Но човекот е само душа, човекот е само идеја, човекот носи со себе и материја, и тело. И комплетната победа над смртта може да се издвојува само кога и душата и телото ќе ја надживеат смртта. Затоа Платоновата теорија за идеите не може да се прифати и не може да даде одговор на екзистенцијалното прашање на човекот за потполно спасение и на душата и на телото. Имајќи ги сите дотогашни достигнувања во вид, христијаните се обидуваат секако, не исклучувајќи ги тие сознанија, но најпрво врз база на верата врз Бога во Троица, да создадат една вистинска философија по Бога, која е единствено спасителна и со која единствено се победува најголемиот човеков непријател, а тој е смртта. Според верата на христијаните, за да се наследи вечноста, за да се добие животот вечен, за да се победи смртта, за да се постане вистински слободен, потребно е човекот да почне да живее на начинот на кој се објави животот на Светата Троица. Затоа што единствено животот на Светата Троица се покажа дека ја надминува смртта. Животот пак на Светата Троица е живот како заедница во љубовта. Парадигма, значи, за тоа како човекот треба да постои, ако сака да ја наследи вечноста, е Светата Троица. А начинот на постоење на Светата Троица е заедница. Заедница во љубов помеѓу трите личности, Отец, Син и Свети Дух. Но во тој начин на постоење на Светата Троица нема избор. Во Светата Троица нема не. Како вели апостол Павле, Христос е Божиото да и Божиото амин. А начинот со тоа на Божиото постоење се изразува преку да и преку амин. Свети Максим Исповедник ќе напише дека начинот на Божиото постоење е монодромос, еднопатие. Не може во Бога да се остави простор за избор. Бидејќи Бог нема наспроти себе некој друг од вечност, па да може да бира помеѓу самиот себе и оној другиот. Ние луѓето сме поставени во една друга ситуација. И тоа ни го покажува биолошкиот начин на живот, кој е начин на живот по избор. Имаме многу дадености во текот на животот и можеме да избереме една од нив.
Или евентуално, ако сме надарени малку повеќе, можеме во тој избор и да прошируваме и да бараме нешто што евентуално не е дадено во изборот. Но Бог не е во истата ситуација како нас луѓето, односно не е поставен пред избор, бидејќи кога тој постои во вечноста и кога светот се уште не е створен, Бог нема наспроти себе некого па за да може да бира помеѓу себе и оној другиот. А човекот е пак секогаш во ситуација да може да бира помеѓу себе или можностите во природата и Бога. Затоа што секогаш е во позиција на створеност. А тоа подразбира дека има наспроти себе еден створител кому може да му изрази послушност и кому може да му ја одбие послушноста. Начинот на постоење на човекот кој му обезбедува надминување на биолошкиот начин на живот е токму начинот да се одбере Божиот начин на постоење како човеков начин на постоење. А тоа значи изборот на човекот да се замени со амин и со да и да нема веќе бирање помеѓу даденостите, туку послушание на Бога, кој единствен во заедницата со Него може да не воведе во вечниот живот. Ете, тоа е отприлика она што човекот треба да го направи за да може да го наследи животот вечен. Својот живот да го усогласи со Божиот начин на живот, а карактеристика за Божиот начин на живот е живот како заедница, како Света Троица. Значи, ниту Бог не може да постои како самец. Не постои Бог само како Отец, нити само како Син, нити само како Свети Дух. Не постои Бог ниту само како проста суштина, нити како една енергија, туку исклучително постои како Света Троица. А тоа значи постои како заедница, постои како љубов. Ако човекот успее својот начин на постоење од биолошки да го замени во некој друг начин на постоење кој е сличен на постоењето на Бога, тогаш ќе успее да ја надмине смртта, затоа што неговиот начин на постоење постанал постоење на заедница. Тој начин на постоење како заедница на човекот го викаме црквен начин на постоење или еклисиолошка ипостас, што во превод значи црквена личност, која подразбира живот како заедница. За да премине во нов начин на постоење, човекот треба наново да се роди. Но како е можно наново да се роди? Тоа е прашање поставено уште во времето на апостолите. Може ли човек повторно да влези во утробата на мајката и повторно да се роди? Секако биологијата не го дозволува тоа. Но слободата која може човекот да ја стекне во животот, може да дозволи раѓање одново. Може човекот, значи, да си го остави стариот човек и да се преоблече во нов. Тоа во црквениот речник го нарекуваме покаяние или преумување. Грчкиот збор метанија значи преумување. Значи со нов ум да влеземе да ги вреднуваме нештата околу нас. Имајќи го тој нов ум, почнуваме да се преоблекуваме и во нов човек. А тој нов ум значи
да не постоиме веќе само по биолошкиот начин на постоење, кој е подложен на биолошките законитости, туку да усвоиме еден друг начин на постоење, постоење во слобода, која се синонимизира со љубовта. Покајанието човеково го води до промена на идентитетот. А печат на промената на идентитетот е крштението. Во раната христијанска црква се крштевале луѓето откако ќе постигнат биолошка зрелост, од прилика скоро на истите години кога и Господ Христос тоа го направил на 30 години од животот. Што значи кога свесно сосема ќе знаат кои се вистинските вредности на животот, ќе ги остават лажните вредности и ќе усвојат нов начин на живот. Ќе го остават стариот човек и ќе се облечат во нов. Затоа крштението во старата раната црква, а тоа несомнено треба и во овие наши дни да го чиниме, се поврзувало со суд и се нарекувало крисис, што значи суд. За некој да биде крстен, а тоа значи да влези во заедницата на црквата која нуди нов начин на постоење, потребно било да биде испитан каква вера има. Затоа што по квалитетот на верата некој може да се роди од озгора или ќе остане за секогаш во биолошката ипостас. Верата е таја која човека го чини да се преобрази, да добие нов начин на идентитет и нов начин на постоење. А квалитетот на верата ја испитувал црквената заедница. Епископот седел во средината на црквата, околу него биле презвитерите, и целата црква собрана и епископот поставувал прашања во името на целата црква, дали оној кој се крштева има навистина цврста одлука да го промени начинот на живот од биолошки во црквен начин на живот. Откако ќе се добиело уверување во тоа, дури од тогаш човекот добивал дозвола да се крсти, а тоа значи да влезе во црквената средина која нуди нови начини на живот, кои пак можат да ја победат смртта. Самиот чин на крштевање и символично го покажува се во ова што го кажавме. Уште пред да се изврши самото крштевање, во моментот кога се врши така нареченото одрекување, кандидатот за крштевање треба да се сврти кон запад, одрекувајќи се со тоа од стариот човек кој заоѓа кон запад или кој се движи кон запад по биолошкиот начин на живот, плука кон тој запад 3 пати, односно кон делата ѓаволски кои го чинат и го тераат да се движи кон залезот собствен, и откако тоа ќе го направи, ќе се одрече значи од ѓаволот и ќе се одрече од биолошкиот начин на живот, се врти повторно кон исток, ја исповеда вистинската вера во Светата Троица која е единствено спасителна и дури од тогаш може да биде крстен. И тоа се крштева во смртта Христова, но и во воскресението Христово. Треба крстениот потполно да се потопи во водата во која се крстева. Не само да се полие, туку да се потопи, што значи потопување во смртта Христова, но не да се остане во неа, туку да се излезе од водата во нов и обновен живот, да се прероди човек во нов човек. Затоа и облеката на новокрстениот после е бела. Затоа што тука во водата го оставил стариот човек и се облекол во нов, кој е светлина,
затоа што најголемата темнина која е смртта е веќе победена. Но ќе примети човек како тогаш кога ние се крштеваме во смртта Христова, а и во воскресението Негово, зошто тогаш уште умираме? Зошто тогаш смртта уште има сила? Затоа што биолошката законитост на телото ќе мора да си го изоди својот пат. Дури таа законитост и над Христа се покажа како моќна. Зашто и Христос, како роден од жена, како човек по природа, иако во исто време и Бог, ја доживеа смртта. Но не остана во смртта. Тоа е она многу важното. Што оној кој се крштева во името на Светата Троица, но со променет начин на живот, кој го усогласува сопствениот начин на живот со Божиот начин на постоење, само тој на вистина ја победил смртта. Ја победил смртта конечно во второто Христово доаѓање, кога Христос ќе дојде повторно за да ги дигне и покојниците и да ги воведе во Царството Божјо. Оние кои се крстиле во Светата Троица и оние кои го усвоиле новиот начин на постоење како свој начин на постоење. Но се до второто Христово доаѓање смртта ќе си го чини своето. Значи луѓето ќе умираат биолошки, но не и по нивната црквена ипостас. Нивната црквена личност е меморирана длабоко во Божијата меморија и Господ во конечниот ден на судот ќе ги дигне сите и ќе ги покаже како живи, затоа што пред Бога кој е вечен сите се живи. За остварување на биолошката ипостас имаме одреден простор и одредено време, а тоа е просторот кој не окружува, светот значи, и времето во кое што живееме. За остварување на еклесијалната ипостас или на нашата црквена личност постои еден друг простор и едно друго време кое го нарекуваме литургиски простор и литургиско време. Тој амбиент во кој се случува накалемувањето на еклесијалната личност врз стеблото кое е телото Христово е просторот на Евхаристијата во која после нашето крштение, то значи после нашето облекување во нов човек, земаме активно учество за постојано да бидеме хранети од телото Христово и од енергиите Божии, кои единствени можат да не задржат во живот вечен. Затоа што без постојано хранење со телото и крвта Христови, без постојано надокнадување на енергиите кои ги губиме со Божјите енергии кои Господ ни ги испраќа, ние повторно се враќаме во биолошкиот начин на постоење. Но тогаш, кога веќе сме одбрале да се преумиме, да го оставиме стариот човек и сме влегле во новиот начин на постоење, тогаш кога сме влегле во литургискиот простор и во литургиското време, тогаш со нови квалитети ги мериме настаните околу нас. Литургискиот простор и литургиското време не се статични, затоа што имаат динамика на настан, а не на една состојба. А настанот е следниот. Во еден ден, кој е за тоа назначен, кој го викаме Ден Господов, или на нашиот македонски јазик недела,
или на грчки јазик Киријаки, што повторно значи Ден Господов, или на руски го викаме Воскресение, тоа значи ден посветен на Воскресението. Ете во тој ден, кој е различен од останатите 6 денови во седмицата, доаѓаме во тој литургиски простор кој го викаме црква или собрание на многуте, и тука постоиме како црквени битија. Тука, во тој простор, во кој сме се родиле одново, присутните, односно оние кои исто така одново се родиле, постануваат наши браќа и наши сестри, зашто една иста мајка не поврзува, а тоа е црквата. Црквата е наша мајка, која одново не раѓа за живот во вечноста, а сите оние кои се наново родени од таа мајка се наши браќа и наши сестри. И тоа го викаме нов веќе начин на живот, зашто во тој начин на живот веќе не постои избор, туку се постои на тој начин како што постои Бог, а тоа е преку да, односно преку амин. Затоа во самата литургија на црквата нема не, туку на се одговараме со амин. Да, Господи, така е, Господи, Твојата волја нека биде, Господи. Затоа што Божјата волја и Божјата промисла се најполезни за човекот. Тогаш кога ќе ги оставиме настрана и кога ќе сакаме да избереме нешто друго надвор од Божјата волја и од Божјата промисла, тогаш паѓаме во грев. Односно гревот и не е ништо друго, туку да се промаши Божјата волја за нас. Зашто Бог има волја најдобро што е за нас да се случи. Но тогаш кога ние го оставаме тоа најдоброто и бираме нешто, ама само да биде по наше, ете тогаш правиме грев или грешка. Но во ова црквено собрание кое го викаме црква, се случува еден настан кој е невообичаен. Настан на продор на вечноста во времето, зашто тука во тоа собрание, покрај оние кои се собрале околу епископот, кој пак околу ги собира и свештениците и ѓаконите, значи покрај сите нив присутен е и самиот Господ. Тука во тоа собрание Духот Свети по слобода на оние кои го прифатиле за свој учител и за свој Бог, така силно действува, што ги прави во едномислие да го слават Бога во Троица и да добиваат од Него пак енергии и сили за да ја продолжат својата борба во овој свет, да истраат до крај во верата и да се покажат победници над смртта, затоа што пак Господ ни дава такви сили тоа да го направиме. Но ни ги дава тие сили и енергии само тогаш кога слободно, без никаква принуда сме го промениле начинот на живот, сме влегле во црквеното собрание и слободно учествуваме во заедницата со Духот Свети во телото Христово. Причестувајќи се со тајните на спасението, со телото и крвта Христови, кои само во црквеното собрание се нудат и никаде на друго место, ние го одбираме Божиот начин на постоење за свој начин на постоење. И тогаш постануваме мали богчиња. А русите тоа го викаат бачушка, што значи малечко богче. Не Бог по природа, зашто еден е Бог по природа, само Отец, Син и Свети Дух се Бог по природа. Но тој Бог, троичен, кој е заедница,
толку многу не возлюбил нас луѓето, што сака и нас да не направи богови. Само воколку одговориме со нашата слобода тоа да ни го направи. И тоа го прави на секоја литургија. Кога се собираме во недела и кога го оприсутнуваме и самиот Бог во таа заедница со тоа што го молиме Духот Свети да слезе помеѓу нас, а тоа значи и самиот Бог како Света Троица да слезе помеѓу нас и да не благослови, да не направи едно тело Христово. Еде тоа е моќта на црквениот начин на живот. Тоа е силата на преобразениот човек, да ја надмине смртта уште сега и овде. А колку е важно да се надмине смртта уште сега и овде, тоа може да се види преку делата кои ги оставаат оние кои ја надминале смртта сега и овде. Оние луѓе кои ја победиле смртта во Христа прават уште сега и овде дела кои се трајни, кои се вредни, кои ќе влезат во вечноста. Затоа што се што чинат овде го мерат со вечноста, така да и нивните дела се трајни во вечноста. Оние пак луѓе кои не го слекле стариот човек, кои не се облекле во нов човек, тие живеат во похотите и страстите на овој век. Живеат до смртта и сакаат страстно да го одживеат овој живот, зашто е толку краток и не дава простор да губиш одреден момент. Но и така да го живееш, и дури и по некое дело да создадеш, никогаш нема тоа да биде вечно. Затоа што не е производ на една свест која се преобразила, туку е производ на случајноста, производ на некоја игра на слободата која се нарекува избор, а со тоа, со самото тоа значи, ќе се покаже дека не е вредно и дека не е трајно. Најважно од се, за човекот и екзистенцијална поука од животот на Светата Троица која треба да ја извлечи човекот, е тоа да го промени биолошкиот начин на живот во црквен начин на живот, да се роди повторно, не веќе биолошки, туку со вода и дух, и така преоблечен во нов човек, да се вчлени во црквеното собрание кое заседава секоја недела и секој празник, и тука наново да ги полни своите акумулатори со енергиите Божии, за да истрае во верата, за да се овенча со венецот на правдата кој Христос го испраќа за секој оној кој ќе истрае до крај.